Добре, криптоентузијасти, ова е уште едно видео во кое што ќе направиме техничка анализа на пазарите, кои што мислам дека во оваа ситуација и во овој момент се доста битни, затоа и сакаме да уклучиме некои нови интересни работи кои што досега не сме ги направиле. На десниот агол овде може да погледнете, значи темите за кои што ќе разговараме денес, со тоа што прво ќе направиме осврт на DXY, односно доларниот индекс, како и сите оние битни датуми кои што се поврзани со него, со оглед на фактот дека еден е утре, односно новиот индекс на CPI и кор инфлацијата, кој што знаете и сами е многу битен кога станува збор за утврдување на следниот рейт хајк на Федералната резерва. Потоа ќе поразговараме малку околу рецесија и крипто, дали некогаш до сега сме имале вакво искуство и што истото би можело да значи. Дополнително ќе поразговараме за кратка анализа на традиционалните пазари преку S&P 500 индексот, односно SPY, макро поглед на биткоин циклусот, да видиме каде се наоѓаме на месечен интервал со последниот раст кој што го имаме во овој период. Потоа имаме стандардна техничка анализа на неколку различни таймфрейми и на неколку различни чартови. Лајков акумулацијата која што имаме на дневен интервал, да видиме до каде сме на тоа ниво. И нормално денеска имаме нешто интересно, нешто ново. Ќе поразговараме за три различни чартови, односно за три различни индикатори кои што се во многу позитивна состојба за биткоин и за неговата цена. Ќе поразговараме за истите кога ќе дојде ред на крајот од самото видео. Претходно имаме доста битни работи за обработка, така да ќе поразговараме прво за сето ова што го спомнавме на почетокот, а потоа ќе поразговараме и за нешто ново. Можно е видеото да биде малку подолго денес, но пак ќе напоменам, ако јас имам време да го истражам зето ова и да го направам, мислам дека најмалку што може да направите доколку сакате да инвестирате во овој сектор, да го погледнете, па нормално, хајде да одлучите и сами што ќе правите со истото. Така да можеме да започнеме со DXY чартот. Како што може да забележиме, значи бевме одбиени од претходното ниво, кое што кажавме дека е фактички овие три. Имаме две месечни нивоа и еден, да речем, квадратно ниво во оваа ситуација, затоа што истото потекнува од целосна свеќа, која што имаме во овој претходен бул маркет во практично почетоците на 2000 година, каде што првото ниво ни потекнува од 1999 година, каде што се наоѓаме и моментално. Второто ниво ни е оваа прва корекција, која што е во 2002 и овој, да речем, оваа свеќе која што е во обратна насока, исто така во истата година, со тоа што ако погледнеме истите досега многу добро служеа како поддршка и отпор во оваа последна корекција која што имавме на DXY индексот нагоре, а сега нормално и надолу, со тоа што само уште еднаш ќе напоменеме, значи DXY индексот се уште се движи во овој огромен канал, кој што уште од почетокот на неговата историја и кој што сега за сега, значи дојдовме многу блиску до допирање на горната граница која што јас очекував дека ќе ја допреме, но на некој начин позитивно за нас што не го направивме тоа и гледаме дека моментално сме во потврден пат, што ни го покажува и маркет цифер на месечно ниво. Значи можеме да погледнеме дека имавме утврден врв на месечно ниво со прекршување на сигналната и базичната линија на MACD индексот, како и пад на RSI и сток RSI и тоа значителен пад, со тоа што мораме да напоменеме уште еднаш дека кога испоредиме досегашните бул маркети, затоа што за нас моментално бул маркет не е секогаш кога DXY утврдил локален врв. Значи јас само ќе го додадам овдека биткоин чартот, само за да видите како тоа прилика изгледа. Значи секогаш кога фактички DXY индексот добил локален врв, ние фактички сме добиле следен бул маркет за биткоин. Истата ситуација е и со S&P 500 индексот, но да не го комплицираме чартот, значи ќе биде нешто слично на оно што гледаме моментално на биткоин, неколку пати до сега сме го направиле тоа. Сега, она што сакам да ви го покажам е дека секогаш кога сме утврдиле локален врв, ние фактички сме добиле после самиот утврдување на локален врв, сме добиле пат и раст на следниот бул маркет. Значи тоа е во 2017 година, истата ситуација ни е и во 2013 година. Значи, иако овдека е многу мал, со оглед на фактот дека напредокот на цената на биткоин во оваа ситуација е многу мала за DXY индексот, затоа е и толку мало овој чарт, но можеме да видиме дека оваа мала корекција која што започнала во јули 2013 година, па до мај 2014 година, своевидно ни е следниот бул маркет на биткоин. Така да истата ситуација и во 2017 година, истата ситуација и сега. Значи, сакам да ви кажам дека секој утврдување на макро врв
на доларниот индекс до сега резултирало со следниот bull market. Така, значи, до сега гледате три пати. Значи, првиот циклус е 2013, вториот циклус е 2017, третиот циклус е 2020. Три bull маркети, сите од нив, да речем, резултираат после ово утврдување на локален врв, со тоа што истото моментално се случува и овде на месечно ниво, но да не заборавиме, кога ќе испоредиме моментално RSI и сток RSI, истите се на многу повисоко ниво во овој bull market на DXY и затоа и очекувам корекцијата да биде многу поголема, со оглед на фактот дека, гледате, во овој локален врв, значи RSI и сток RSI биле негде околу 53. Овдека, кога сме утврдиле врв, ние имаме сток RSI, само да погледнеме како изгледа. Значи, сток RSI на 81, а RSI на 67. Значи, пред тоа бил комплетно oversold. Значи, гледайте, овдека не се ни близко до препродадени, до прекупени. Исто и овдека, не се ни близко до прекупени. Че ова е 2017, 2020. 2013 иста ситуација, не биле ни близко до прекупени. Ова е прв пат каде што имаме толку висок RSI и сток RSI, кој што јас верувам дека во оваа ситуација може да ни дадат и многу посолиден bull market, но останува да видиме. Сега сме само на почеток од истиот и моментално ова заоблување на претходниот врв кој што го оформивме овде, мене ми дава се повеќе и повеќе на некој начин сигурност дека се наоѓаме во следниот bull market, иако тоа не значи дека ние веднаш ќе почнеме да одиме нагоре, со оглед на фактот дека од моментот кога фактички ние сме утврдиле врв, гледайте, значи ако овдека бил врвот, тоа е во 2016 декември, нас не биле потребни па скоро цела година пред да влеземе во овој blow off top. Значи, тоа е во 2017 година, истата ситуација е во 2013 година. Значи, ние сме утврдиле врв фактички во јули, а и потребни се месеци пред да влеземе во следниот bull market, како што може види сами. Значи, поради оваа причина ќе напоменам дека сме далеку од bull market, но сме на почеток од еден доколку нема нови black swan евенти. Значи, имајте го тоа во предвид и нормално обратно секогаш кога сме утврдиле дно, фактички тоа било на некој начин и започнување на bear маркетот на во оваа ситуација. Гледате, значи утврдување на дно на DXY индексот во исто време е многу близко до утврдување на врв на биткоин цената. Дно на DXY индексот многу близко до утврдување на врв на биткоин цената. Истата ситуација е и во 2013 година, како што може да видите овдека. Иако тоа не е точно, значи да се знае до момент кога ќе биде дно и врв, но се добри индикатори за да можеме да видиме каде се наоѓаме на макро ниво. Истите многу помагаат во утврдување дали конечно сме започнали со следниот bull market. Со тоа што гледаме дека моментално буквално онаа зона која што јас спомнав дека ќе биде следната поддршка на цената, тоа и го прави. Значи гледате, имаме два локални врва, значи тоа се двата врвови воспоставени во 2017-2020 година, кои што моментално се исто така испочитувани од оваа свеќа која што е единствената во обратна насока во целиот овој бул, која што буквално се наоѓа помеѓу овие гледате, значи реализираните свеќи и горната граница на нивните сенки е буквално телото на оваа свеќа, со тоа што значи истата јас верувам дека ќе представува солидна поддршка на цената моментално на DXY индексот, а тоа и го прави. Гледате, значи имаме еден ретест, два ретести, потоа се придвижила нагоре цената со цел да ги ретестира горните граници на овие три нивоа кои што ги имаме и повторен притисок надолу. Јас се уште верувам дека притисокот ќе продолжи надолу и после одредено време ќе успееме да пробиеме, но сега за сега што можеме да видиме, се уште не сме успеале да пробиеме. Но пробивањето под овој дел, под ова поле, јас верувам дека уште толку ќе го забрза bear маркетот на DXY индексот и почетокот на bull маркетот за традиционалните пазари и за биткоин, освен делот со рецесија кој што моментално се очекува на пазарот. Затоа ќе поразговарам малку подоцна. Сега сакав само да го подалам овој дел со DXY индексот, со оглед на фактот дека уште еднаш ќе напоменеме, значи главниот момент кога утврдивме дека сме влегле во bear маркет е моментот кога го скршивме ова претходно локално дно. Сега, ова би требало да ви представува многу добар индикатор за тоа што го разговаравме дека не може никогаш да успеете точно да утврдите кога имаме дно или кога имаме врв. Гледайте, значи ние врв, например, сме утврдили на 26 септември 2022 година, а ни беше потребно дури до 28 ноември, 5 декември за конечно да утврдиме дека сме го пробиле ова дно. Значи, од септември па
до декември нас ни беше потребни околу 4 месеци, 5 месеци, за да утврдиме дека 3 или 4 месеци, за да утврдиме дека сме го пробили претходното дно и дека е все поголема веројатност дека се наоѓаме во bear market на DXY индексот. Тоа е оно што ви го кажувам, дека дури од кога ќе се наоѓате многу во следната фаза, ќе знаете дека официјално сте направиле фактички чекор кон другиот циклус, односно од bull во bear. Но да не заборавиме, значи ништо не оди само надолу. Јас се уште очекувам соодветна корекција, со оглед на фактот дека овие се мини корекции на неделно ниво. Ако можеме да погледнеме на самиот Market Cypher, значи ние сме доста во долниот дел под нулата со MACD, кој што се повеќе и повеќе се заоблува. Иако тоа не значи дека овде ќе запре, може да се придвижи уште надоле во однос на тоа како ќе биде политиката на Федералната резерва во следниот период, но сакам само да напоменам дека ако ги гледаме индикаторите моментално сток RSI се наоѓа на апсолутна нула. Значи VWAP е во нагорна линија, иако ова беше корекција која што моментално запра, тоа не значи дека истата не може да продолжи доколку не добиеме прекршување на MACD во нагорна линија. Значи јас нормално е да успее, да речеме, ова поле уште некое време да ја задржи цената, истата да се коригира надолу, например, до оваа тренд линија која што гледаме овде, или пак до некој од овие нивоа. Значи тоа е сосема нормално, веќе го видовме во оваа свеќа, не значи дека ќе се случи. Во оваа ситуација јас верувам дека многу повеќе треба да обрнеме внимание на политиката на Федералната резерва, затоа што знаете и сами дека поголемиот дел од овој памп беше буквално предизвикан со rate hikes-от, кој што значи самата Федерална резерва го предизвикуваше на секој месец или два овие проценти кои што ги гледаме моментално, и вкупната сума на сите овие проценти моментално представува 4,5%, односно 4,5% на се што е ново произведено од пари од страна на Федералната резерва, затоа што знаеме дека они се одговорни за принтерот на долари во светот и дека они се тие кои што одлучуваат колкав supply, односно колкава количина на долари ќе има во светот. Сега да не налагуваме повторно, јас верувам дека сите оние кои што ги гледаат моите видеа до сега научиле точно за што зборувам. Во кратки црти, значи со ставање на оваа генерална каматна стапка на сите оние кои што сакаат да поземат пари фактички од Федералната резерва, која што се прави преку оние фактички имате значи комерцијални банки кои што ги зимаат овие пари од Федералната резерва по прва стапка од 4,5%. Значи дека секој кредит кој што овие комерцијални банки ќе го земат од Федералната резерва, ќе мора да го вратат со кредит со каматна стапка од 4,5% која што е представена во овој rate hike. Со тоа што ако они го земат по 4,5%, треба на нивните клиенти да го дадат по многу поголема процентуална каматна стапка за нели да има некаков профит, онаа разлика помеѓу двете каматни стапки од оние парите кои што ги земат од Федералната резерва и парите кои што ги давате фактички на вашите клиенти. Сега, во целата оваа ситуација, значи, ако 4,5% е стапката на Федералната резерва, замислете колку би требало да биде на комерцијалните банки за да бидат во профит. Така да се поскапи се парите за да ги позајмите на пазарот и на тој начин Федералната резерва ја предизвикува оваа така речено рецесија со консолидирање и со значи опресија фактички на економскиот дел на пазарот, на тој начин фактички се обидуваат да ја намалат инфлацијата. Значи, колку помалку се врши експанзија во економијата, колку помалку долари на пазарот, значи вие фактички со овие два ефекта на пазарот ќе ја намалите и инфлацијата, затоа што знаете и сами дека кога одредено добро е преплавено на пазарот, неговата цена автоматски ќе почне да паѓа. Колку повеќе го имаме на пазарот, толку пониска е неговата цена. И обратно, колку помалку значи имаме количина на долари на пазарот, со тоа што они кога фактички ја зголемуваат каматната стапка, односно rate hike, ги принудуваат луѓето што побрзо да ги вратат своите оние пари кои што ги земале од Федералната резерва, односно комерцијалните банки, и на тој начин фактички имате помала количина на долари, а на тој начин вршите и така речено консолидирање, односно запирање на експанзијата на вашата економија со цел да нема преголема инфлација. Сега, за да може да се контролира инфлацијата, гледаме дека Федералната резерва мораше да качи до 4,5% оваа каматна стапка. Сега проблемот е што истата ќе мора и да ја задржи овде. Значи од миниц, тоа се фактички заклучоците на Федералната резерва во претходниот состанок, кои што беа обелоденети, да речеме, во почетокот на овој месец, значи јасно кажаа дека они овие 4,5% планираат да ги задржат.
Сега, задржувањето на овие 4,5% не значи дека ќе направи памп на доларот, затоа што знаеме и сами дека колку повеќе се зголемува rate hike, толку се намалува количината на доларот и автоматски неговата цена расте. Она што моментално го следевме од целиот овој период во 2022 година. Додека моментално, откако ја намалија фактички каматната стапка по која што ја зголемуваат генералната каматна стапка, односно, гледате, не може вие да ставите 4% наедно, што тоа ќе биде колапс на цела економија. Сите би се уплашили. Во оваа ситуација, цела година беше качувано по 0,75% со исклучок на првиот во март 2022 година 0,25% и ова беше прв пат да ја зголемат за помала количина 0,75%. Што значи дека на тој начин го намалија стравот на пазарот. Покажуваат дека веќе почнуваат со запирање на ваквите покачувања, а тоа резултира со намалување на стравот на пазарот. Значи, многу од луѓето кои што се наоѓаат на традиционалните и криптопазарите очекуваат дека постепено, Федералната резерва олабавува и дека само прашање на време кога ќе почне да ги одзема овие каматни стапки назад, односно да ја намалува генералната каматна стапка. Сега, тоа е интересното што моментално многу од луѓето очекуваат дека Федералната резерва ќе почне многу брзо да ги намалува овие каматни стапки, но тоа нема да се случи. Поради страв од повторување на ситуацијата. Ако ја погледнеме моменталната инфлација, CPI, во претходна ситуација, кога тоа го направила Федералната резерва, во 70-тите години, кога пребрзо ги извадила овие каматни стапки, сме добиле втор врв на инфлацијата. Така да, поради оваа ситуација, која што моментално е веќе една случаја во 70-тите до 80-тите години, нема да си дозволи да го направи тоа како уште една грешка, и на тој начин фактички да си дозволи да се случи оваа ситуација во која што инфлацијата се искачила до скоро 15% во текот на 80-тите години поради грешката на Федералната резерва. Затоа очекуваме дека моменталната каматна стапка која што има 4,5% и она што самите го најавија, ќе ја задржат можеби уште преку целата 2023 година, па и понатаму во однос со тоа како ќе се однесува CPI инфлацијата. Сега, кажеме дека имаме два типа на инфлација, а тоа е CPI и core инфлацијата. CPI инфлацијата моментално, уште еднаш ќе напоменам, ова е една од интересните работи кои што ги добивме на нашата заедница од Кралев. Мој совет е да користите оваа страна, е доста интересна, каде што ќе може фактички да си обележите што од овие индекси ви е битно и да добиете алерт. Има аларми кои што може да ги уклучите овдека и фактички на тој начин да не заборавите дека има некој битен ден или битна информација која што ќе биде објавена на тој ден, со тоа што битната информација која што ја чекаме е во текот на утрешниот ден, а тоа е новата стапка на CPI инфлацијата, која што треба да ја добиеме на 12 јануари. Тоа е во текот утрешниот ден, со оглед на фактот дека ја добива негде околу 8 часот попладне, ние очекуваме негде околу 8 часот во утро, во американско време, според Вашингтон, ние очекуваме во 2 часот попладне по наше време во Македонија, така да имате го тоа во предвид. Сега, прво, како што може да видите, веќе беше направена и она стапка на стапка на годишно ниво, која што гледаме дека последните 2 години е доста висока од 7 и 7,1%. Така да, поради оваа ситуација, како што може да видите, просечната инфлација е доста висока во Америка, истата и понатаму се зголемува. Уште повеќе го оправдува фактот дека Федералната резерва и понатаму треба да задржи оваа каматна стапка на 4,5%. Повторно ќе кажам, тоа не значи дека DXY индексот ќе продолжи да расте. DXY индексот расте кога имаме зголемување на каматната стапка. Но, доколку истата се задржи, истиот може да стагнира некое време или постепено да паѓа со оглед на фактот дека многу од луѓето кои што тргуваа во DXY и ги чуваа парите во DXY, сватија дека врвот конечно е направен и дека ова моментално што го гледаме е само постепено влегување во следниот bear market. Но, Федералната резерва и понатаму може да продолжи да врши практично рестрикции на економијата, што се очекува дека ќе се случи. Што се очекува дека ќе биде двигател на следната рецесија. Со оглед на фактот дека 2022 година имавме соодветен bear market за сите традиционални пазари, се очекува дека понатаму ќе влеземе во рецесија во првиот и потенцијално вториот квартал во 2023 година. Сега, се уште нема знаци на рецесија. Тоа е интересна работа која што моментално ја гледаме, а
знаете и сами, ако веќе сте следеле, например, дека првиот знак на рецесија ќе биде фактички зголемување на невработеноста на пазарот. Зошто е тоа така? Значи, колку повеќе Федералната резерва врши рестрикции на пазарот, со овие, да речем, дигање на рейт хайксот, толку поскапи се парите за може да ги искористите како кредит за да речеме да правите експанзија на вашата компанија. Да отворите нов департмент, да купите нова опрема, да вработите нови луѓе, значи сето тоа бара соодветна количина на пари која што вие сакале или не, многу често мора да ја позајмите од, да речем, комерцијалните банки за да може да го направите тоа како потек на пазарот. Сега, со тоа што колку повеќе се зголемува, значи самиот рейт хайк, толку повеќе гледате и сами дека цената на доларите е поскапа. И на тој начин вас, значи, како компанија, многу повеќе би се исплаќало да почекате, значи да помине оваа рецесија и потоа да направите фактички позајмување кога оваа рецесија ќе биде позади нас. Поради оваа причина, значи луѓето не само што не позајмуваат, туку одат во обратна насока, со цел да се заштитат, значи компаниите ќе почнат да отпуштаат луѓе. Што е уствари оваа крива која што моментално ја гледаме, каде што Америка моментално се наоѓа на завидно ниво по невработеност со само 3,5%. Значи и сите очекуваат дека конечно невработеноста ќе почне да се движи нагоре, со оглед на фактот дека во текот на целата 2022 година, значи невработеноста не се придвижи повеќе од 3,7%, а стапката која што на невработеност, да речем, се уште прифатлива за Америка е 4%. Што значи дека секој придвижување на невработеност во Америка над 4% ќе значи дека конечно имаме рецесија, значи дека рецесијата веќе влегла во економската сфера. Но сега за сега, значи самата економија во Америка се покажува како доста стабилна и доста јака, со оглед на фактот дека во целиот овој период кога имавме, значи, рестрикции на пазарот и понатаму, значи економијата едноставно не е влезена во рецесија. Значи се уште имаме соодветна стапка на невработеност. И не само тоа, туку во последниот извештај, она што го погледнавме ако се сеќавате, значи ние дури и додадовме, значи ви го покажав тоа во вчерашното видео, значи додадени се околу 230.000 нови работни позиции во текот на декември. Нешто што ние не го очекувавме. Јас очекував дека конечно ќе почнеме да се движиме нагоре со овој индекс негде околу 4, па можеби и над тоа. Значи, зошто е битно тоа? Колку побрзо влеземе во рецесија, толку побрзо ќе излеземе од истата. А моментално, значи имаме многу фактички организации кои што повикуваат на рецесија. Сега само уште една работа да напоменеме околу утрешната инфлациона стапка, а потоа ќе поразговараме за рецесијата и како тоа очекуваме да делува на самиот криптопазар. Сега, значи во однос со тоа, какви ќе бидат одлуките на Федералната резерва, за тоа дали и понатаму треба да се продолжи со покачување на рейт хајкот, или да се запре со истиот, или па да се намали овој процент, значи е прво битно која е невработеноста во Америка. А невработеноста во Америка ни покажува дека буквално му се одврзани рацете на ФЕД и понатаму да продолжи фактички да ја крева оваа стапка на рейт хајк, затоа што, значи, гледате, економијата се уште е способна да го издржи овој притисок кој што Федералната резерва го зголемува со цел да ја намали инфлацијата. Значи, оваа стапка, која што е се уште над, многу над ова поле од 2% во кое што се очекува да биде, за да биде нормална во економијата на Америка. Сега, вториот податок кој што го зема фактички Федералната резерва во нивната одлука, за тоа дали ќе се задржи, дали ќе се зголеми или ќе се намали оваа стапка, е CPI и кор инфлацијата. CPI инфлацијата, односно инфлација на сите добра услуги во вашата држава, додека кор инфлацијата е стапка на инфлација без горивата и без храната, затоа што знаете дека прехранбените продукти и горивата моментално се со најваријабилни цени со оглед на фактот дека се наоѓаме во глобална, да речем, во глобална криза за овие ресурси, така да поради оваа причина, значи истите доколку се извадат, добивате многу пореален податок за тоа каква е инфлацијата моментално на пазарот. Значи моментално CPI инфлацијата е 7,1% и гледаме дека постојано паѓа, значи со тоа што беше на 9,1% во негде во јуни, за истата да падне на 7,1% постепено во текот на половина од последната година. Сега, дополнително на сето тоа, значи ние мораме да погледнеме и кор инфлацијата, која што за разлика од CPI инфлацијата има сосема поинаково движење. Значи истата која што беше на топ вредност во јуни, кор инфлацијата беше во топ вредност во септември.
Така да, значи имаме сосема друга структура кога веќе ќе ги земеме овие два продукта од значи пресметувањето на инфлацијата. Поради оваа причина мораме да видиме како двете ќе се придвижат. Сега, уште еднаш да напоменеме. Значи, знаете и сами дека од досегашното искуство кое што го имаме на пазар, секогаш кога имаме значителен пат на овие две стапки, односно сега, значителен пат би бил пат од 0,4-0,5 и повеќе проценти надолу, значи доколку добиеме значителен пат на CPI и кор инфлациите од 0,4-0,5% на двете, можеме да очекуваме дека ќе добиеме намалување на стравот на пазарот и ако се случи намалување на стравот на пазарот, нормално дека традиционалните и криптопазарите ќе се олабават и луѓето ќе се повеќе очекуваат дека инфлацијата се враќа до она ниво од 2% кое што го очекуваме и на тој начин, значи со такво намалување на стравот на пазарот ќе почнат да купуваат. Обратно, доколку имаме зголемување на оваа инфлација, значи сега повторно зборуваме за значително зголемување, 0,4-0,5% и повеќе нагоре, како на CPI така и на кор, дури на една од нив ќе биде доволно за стравот да се врати на пазарот и на тој начин да се очекува дека Федералната резерва и понатаму ќе продолжи со зголемување на рейт хајк, затоа што тоа за неа ќе значи дека не успеале да коригираат инфлацијата и дека треба да се зголеми рейт хајксот уште со цел да дополнително се зголеми притисокот на пазарот со намалување на количината на долари и на тој начин да се намали инфлацијата. Значи, многу едноставно. Во оваа ситуација каде што имате значи намалување на CPI core индексот за значителна количина како 0,4-0,5%, очекувате намалување на пазарот, очекувате Федералната резерва да олабави со ваквите мерки постепено или барем да ги задржи истите и на тој начин имате луѓе кои што купуваат на пазарот. Обратно, кога имаме зголемување значително на core CPI индексите за 0,4-0,5%, очекувате обратна ситуација во која што се очекува дека Федералната резерва ќе почне да ги качува повторно каматните стапки и на тој начин ќе прави рестрикции на економијата и намалување на количината на долари, односно враќање на стравот на пазарот и луѓето да ги продаваат оние ризични средства кои што ги држат, што значи дека ќе имаме црвен пазар. И уште една интересна работа која што може да се случи, а тоа е да имаме ситуации во кои што на пример незначително придвижување, како што беше 8,4 на 8,3. Ме разбирате? Значи тоа се случуваше неколку пати, еве гледате. 8,5 на 8,3, 8,3 на 8,2. Во целиот овој период од јули до август, од јули до септември, луѓето едноставно не знае како ќе изреагира пазарот, затоа што истиот може да отиде нагоре, истиот може да отиде надолу. Значи тоа е веќе непредвидливо затоа што не знаете како соодветно на тоа ќе одговори Федералната резерва. Проблемот е што кога имаме незначително паѓање или растење, значи Федералната резерва може или да помисли дека овие рейт хајкс кои што ги има до сега се доволни, или пак да одлучи да ги зголеми затоа што можеби очекува дека гледа дека моментално индексот на инфлација забавува и има страв дека истиот ќе се коригира повторно нагоре. Значи, поради овие причини кога имаме незначително поместување на CPI и кор инфлацијата, едноставно не знаеме како ќе изреагира пазарот, се додека Федералната резерва не даде соодветно заклучок на тоа што она очекува да прави со оваквиот пазар. Така да, значи, она што го гледате моментално во утрешниот ден, ова е заклучокот кој што треба да се водите. Намалување на CPI и кор инфлацијата значително, зголемување на цените на пазарот. Зголемување на инфлацијата на CPI и кор значителна количина, намалување на цените на пазарот. До сега знаете дека неколку пати сме го покажале ова и неколку пати се покажало како вистина. Очекуваме, не гледаме зошто обратно би било тоа, да речем во текот на утрешниот ден кога ќе добиеме нов податок за CPI и кор инфлацијата. И уште еднаш да напоменеме дека следниот состанок на Федералната резерва е на 31 јануари и 1 февруари, каде што официјално на нивната пресконференција ќе кажат што ќе прават понатаму со рейт хајксот и како планираат понатаму да се постават кон економијата, но веќе го кажаат тоа, значи очекуваат и понатаму да задржат оваа стапка од 4,5% со цел да продолжат и понатаму со рестрикции на пазарот, се додека конечно инфлацијата не се врати на оние 2% кои што очекуваат, со тоа што можеме да го видиме и дополнително на investing.com. Знаете и сами дека од време на време сакам да ги проверувам овие, значи ова е практично пол во кој што луѓето гласаат и кажуваат што мислат. Значи моментално 4,5 до 4,75, околу 80% од пазарот веруваат дека повторно ќе имаме рейт хајк од само 0,25%, затоа што многу од луѓето, посебно оние искусни инвеститори, веруваат дека крајниот процент кој што се очекува на
овој rate hike за Федералната резерва околу 5% и нормално истите нема да ги додадат 0,5% наеднаш, туку се очекува преку следните два состанока да додаваат по 0,25% со цел да дојдат до оние 5% посакувани кои што ќе ги задржат се додека не дојдеме до 2% инфлација. Додека има дури и 20% кои што очекуваат дека или ќе останеме на 4,5 или дури и дека ќе одземат 0,25%, што мене ако ме прашувате е розови соништа, јас тоа не го очекувам, посебно некога имаме најави за рецесија во целиот пазар, со тоа што можеме да видиме неколку интересни слайдови кои што јас ги најдов со податоци каде што моментално од 525 инвеститори, кои што биле испитани во текот на 2022 година, гледате, околу 50% од нив очекуваат дека рецесијата ќе започне во 2023 година, а дека и дури ќе трае во текот на 24-25 година. Ова е чисто да ви покаже дека многу од луѓето, дури со оглед на фактот дека пазарот се покаже доста јак во текот на 2022 година, затоа истите уште во раниот дел од 2022 година очекувале дека рецесијата дури во 2023 конечно ќе се појави на пазар. Сега, ова е моментално дури и од Обединетите нации кажано дека се очекува паѓање на GDP, растот на сите држави на светско ниво во 2023 година, исто како и во 2022 година. 2022 година е практично она што моментално го гледаме од 3,9 на 2,9, тоа е фактички 1% паѓање на GDP поради многу од факторите кои што игра, да речеме, значителна улога во 2022 година. А тоа е конечно сите оние негативни работи кои што се случија во текот на 2019-2020 година ковид, дојдоа буквално во 2022 година да не удрат, затоа што се цело на принтање на пари со цел да се изврши помош на луѓето во текот на ковид инфлација, во ковид пандемијата, се врати буквално назад со оглед на фактот дека вие не може само да принтате пари, нормално инфлацијата ќе ве стигне, но потребно е време за истата да се појави на пазарот и тоа и се случи. Поради оваа причина моментално гледаме дека не само во Америка, туку сите централни банки во светот почнаа да качуваат rate hikes. Тоа е исто и со Австралија, и со Канада, и со Европската унија, и со Јапонија, каде што на сите овие држави се појави инфлација поради таквото принтање на пари со цел да помогнат на луѓето во ковид пандемијата. Дополнително имате војната во Украина и слично, затоа имавме волку голем 1% пад на глобалниот GDP, додека моментално повторно се очекува пат, односно се очекува дека ова, да речам, рецесија ќе продолжи во 2023 година, со оглед на фактот дека рецесија ние кога добиваме паѓање на бруто домашниот производ надолу, не би било рецесија доколку се здржиме на истото ниво, но доколку дојде до паѓање на рецесијата надолу, тоа веќе сме влегле во официјална рецесија како на, да речем, американското, така и во светот. Со тоа што се очекува дека истата ќе продолжи во 2023 година. Сега, ова е она што го добивме од Дарко Јошев, ако се сеќавате, вчера го спомнавме во нашето видео. Битно е, зошто е битно? Ова е фактички проекција која што и самиот BlackRock има во однос на тоа што се очекува да се случи со GDP на американското тло во однос на допирање на онаа крива која што моментално представува, ова е кривата која што моментално представува практично GDP растот со 2% инфлација. Проблемот е што овој GDP раст кој што гледаме моментално овдека ја предизвика фактички инфлацијата која што моментално имате на американското тло, која што е се уште 7,1%. Додека она што е интересно сега, повторно ќе кажам, ова се луѓе кои што знаат што прават најчесто и ова се луѓе кои што многу подолго се од нас на пазарот, така да некогаш е паметно да земеме некои од овие информации и да ги земеме во предвид. Сега зошто е ова битно? Со оглед на фактот дека како што кажавме до сега, за да имате намалување на инфлацијата до практично оваа линија, ова е проектирана линија која што би била развојот на GDP на Америка, доколку истата е со 2% инфлација. Со тоа што, за да падне до оваа крива и да се коригира до истата, нормално во тек на време, како што може да има овдека, ако што може видите овдека, ако е ова 2023 и ова 2025, че овдека е некаде 2024, барем до половината на 2023 година се очекува дека ќе имаме паѓање на GDP постепено за околу 2%, со цел да дојдеме до оваа крива која што представува раст на економијата во Америка по GDP според 2% инфлација.
Така да, она што гледаме овдека, моментално што го проектирале, да речем, некои луѓе, да речем, малку поискусни од нас, е уствари проекција со која што они покажуваат дека ваквата рестриктивна политика на Федералната резерва ќе доведе до рецесија во следните два квартали на американската, да речем, економија, која што се уште не е запозната со оглед на фактот дека, значи, се уште нема зголемување на невработеноста, а зголемување на невработеноста рековме дека е основниот фактор по кој што се гледа дали сме во рецесија или не, тој е првиот, а понатаму ќе се види и според самото производство и репортите кои што компаниите ги даваат на квартално ниво, но како и да е, значи ова е легитимен став, иако не значи дека ќе се случи, значи ова е она што го очекуваат економистите со оглед на фактот дека економијата самата по себе рековме е доста жива наука и можеме да видиме како ќе се движи истата само на краток рок, на долг рок можеме само да очекуваме и да се припремиме за оние движења кои што ги очекуваме. Така да, она што гледаме моментално е дека ваквата рецесија која што ја очекуваме во првиот и вториот квартал од 2023 година може на различни начини да се одрази на криптопазар. Сега веќе доаѓаме до најбитната работа како и што очекуваме од криптопазарот во оваа проекција која што моментално ја гледаме овде. Значи, веќе кажавме дека GDP на глобално ниво очекуваме да паѓа, кажавме кои се инфлационите стапки кои што моментално очекуваме се уште да паѓаат со оглед на фактот дека рестриктивната политика на ФЕД сигурно нема да запре, но битна работа која што се уште не сме ја кажале е да видиме како традиционалните пазари значи се покажале во претходните да речам претходните периоди на рецесија и да видиме како истото да речем би било на некој начин барем според мене што јас очекувам од криптопазарот во оваа ситуација. Значи прво мораме да заклучиме дека ако што може да видите и сами овде, значи ние фактички досега ниту во еден период не сме се наоѓале во рецесија. Че ова нема да го рачунаме во рецесија, тоа е нормална рецесија со оглед на фактот дека ваква пандемија не сме имале 100 години. Така да, ова е нормална рецесија која што моментално гледате на пазарот, оние 2019-2020 година, каде што нормално само добивме корекција и продолжиме нагоре. Но, пролонгирана рецесија која што трае неколку години, каде што да речем гледате, значи S&P 500 до сега можеме да видиме дека во секоја од овие рецесии имал корекции, но не секогаш толку драматични корекции. Например, 1933 гледаме дека имал корекција која што траела, значи како што можеме да видиме скоро 5 години. Но имало и корекции кои што буквално се гледат. Че во оваа ситуација во 45-та година че наместо корекција добил нагорна корекција со оглед на фактот дека после 45-та имаме зголемување на економските капацитети на целиот свет како никогаш до тогаш со оглед на фактот дека е нели крај на глобална војна. Но како и да е, она што сакам да го покажеме дека секоја од овие рецесии е различна. И гледаме дека некои од нив имаме поголем пат, некои од нив имаме помал пат, некои имаме подлабоки падови, некои од нив имаме подолги и пократки падови во однос на како се однесува. Дури во некои скоро и да немаме пат. Сега, битното што треба да заклучиме е дека до сега традиционалните пазари на некој начин и немале некој голем избор за тоа што ќе прават доколку дојде до рецесија. Че S&P 500 е збир од хартии од вредност и нивните вредности на 500 најдобри компании во Америка. Во оваа ситуација, значи они и да немале скоро избор што би правеле доколку да речем има рецесија. Значи ако има рецесија, единствено што може да направите да смените вашите капитал да го смените или во долари или пак да купите ресурси. Но и ресурсите на некој начин кога станува збор за рецесија се со намалена вредност со оглед на фактот дека ако имате рецесија, значи и производството се намалува. А ако се намалува производството и суровините и нивната цена ќе биде намалена. Така да единствено што може да направите е да ги смените во долари или во која и да била валутата во сите овие периоди на рецесија и да се надевате на најдоброто. Додека овој пат за прв пат, значи гледаме дека од 2009 година, па навеќе, значи она криза која што беше во банкарскиот пат, значи од 2009 година од креирањето на биткоин, значи не можел истиот нормално да биде ефективен со оглед на фактот дека е надвор од целата оваа ситуација, само што почна да функционира. Значи од 2009 година нагоре, ние фактички имаме практично точно 13 веќе 14 година, тоест 13 година така речено, во која што моментално се движиме без никаква рецесија. Така да ние сме имале ситуација во која што целиот криптопазар се развивал без званична рецесија, без големо повлекување на пазар. И поради оваа причина јас верувам дека значи ова ќе биде прв пат да направиме соодветен тест на криптопазарот и да видиме како истиот ќе се однесува доколку добиеме, да речем, повеќе годишна рецесија. Затоа што веќе добивме една година, да речеме ако истиот трае преку 2023 година, тогаш веќе имаме две па можеби и повеќе
години рецесија. Но тоа сепак се вклопува во нашиот макроциклус, затоа што истиот, знаете и сами, дека на месечно ниво, значи само да го вратам за да може да разговараме, значи точно на ова. Со нашиот макроциклус, како што може видите и сами, на месечно ниво, кој што, како што рековме, значи од една година пред халвингот, кој што треба да биде во мај 2023 година, до халвингот, кој што треба да биде во мај 2024 година, и следниот бул маркет, кој што според проекциите, ако нели се водиме од овие 35 месечни врвови, кои што досега се покажале како такви, значи следниот врв нас ни очекува негде околу ноември-декември 2025 година. Што ако погледнеме на да речем оваа ситуација која што се очекува, значи доколку корекцијата заврши негде во текот на 2023 година, почетокот на 2024 година, ние буквално влегуваме после таквата корекција која што конечно е завршена и Федералната резерва почнува да ја релаксира економијата со повторно принтање на пари, значи ние сме точно во бул маркет, во периодот кога Федералната резерва буквално ќе почне да принта повторно пари. Истото, ако го погледнеме, да речем, во оваа ситуација, значи, ако имаме ние неколку годишен, да речем, неколку годишна рецесија, која што би се одразила, например, преку 2023, може би почетокот на 2024 година. Зборувам фиктивно, значи само разговараме како прилика би изгледало. Тоа сосема добро се вклопува во генералната шема, односно во генералниот циклус на биткоин, кој што и самиот халвинг се очекува да биде во мај 2024 година. Така да, ако мене ме прашувате дури да продолжиме со рецесија во која што да речем овој пазар би се движал хоризонтално или можеби со некој благ пат, значи ние нема да направиме ништо ново освен да имаме уште поголема шанса да акумулираме пред следниот халвинг. Значи нашиот циклус кој што треба да заврши негде во 2025 година декември, буквално во оваа ситуација нема да биде никако променет и оваа рецесија, значи може само да се одрази на некој начин позитивно, ако нели и криптопазарот се движи паралелно со традиционалните пазари, со оглед на фактот дека гледаме дека традиционалните пазари преку целиот овој период секогаш кога имало рецесија се движеле во надолен тренд. Така да и да биде значи исто како традиционалните пазари, ние само дополнително ќе добиеме на некој начин сила во тоа што ќе можеме повеќе да купиме од овој пазар со цел да бидеме попрофитабилни во следниот бул маркет, така да сега повторно. Ова е за луѓе кои што навистина сакаат да останат на овој пазар како инвеститори. Мораме да ги земеме сите работи во предвид, така да и оваа рецесија, мене ако ме прашувате, најлошата варијанта е да продолжи истата и понатаму, како што можеме да видиме во оваа ситуација, со овој пат и истата овој пат да ни биде само уште една можност за да купиме повеќе од крипто проектите кои што да речем ни се допаѓаат и кои што се уште активни. Додека втора варијанта која што јас ја очекувам е да имаме нешто што досега не е видено, а тоа е традиционалните пазари да прибегнат кон криптопазарот со цел добивање на алтернативни можности за профит, затоа што ако имате паѓање на традиционалните пазари, гледате дека моментално се приближува биткоин циклусот и се халвингот нормално, значи нормално е да размислувате дека треба да најдете нешто алтернативно што ќе ви донесе профит во текот на овие периоди на пат, се додека не дојде до ситуација да самиот традиционален пазар се опорави и повторно почне да се движи нагоре. Но, иако сега, например, тоа не мора да се случи, се случи, но замислете ако вие имате огромна количина на капитал, која што во наредниве, да речем, 2-3 години не може да користите на традиционалните пазари со цел затоа што очекувате рецесија. Сега замислите, ако, да речем, криптопазарот ви нуди некоја алтернатива во која што доколку влезете, имате многу поголема можност за профит со оглед на фактот дека главниот bear маркет во биткоин сферата е веќе завршен, со оглед на фактот дека макроциклусот тоа ни го покажува, како и некои други индикатори кои што ќе ги поразговараме подоцна. Значи, пак ќе кажам, криптопазарот заедно со биткоин халвинг циклусот е единственото средство на пазарот кое што има свој циклус кој што е алгоритмички представен. За разлика од тоа, сите останати средства кои што моментално ги гледате и капитал нема таков тип на циклус и затоа например можеби ќе пружат на некој начин алтернатива на овој традиционален капитал да има каде да се смести во текот на целата оваа рецесија. Така да тие се два исхода кои што јас ги очекувам од оваа рецесија, односно или да се движи паралелно со традиционалните пазари, да речеме во некоја хоризонтална или можеби и надолна линија, или, како што кажавме во оваа ситуација, да добиеме буквално обратна ситуација во која што ќе дојдеме до декаплинг од традиционалните пазари, затоа што истите ќе најдат на некој начин
избор да значи на некој начин сместат дел од својот капитал во друго средство кое што претходно не им било значи на дофат, значи го немало на пазарот. Така да мораме да видиме како тоа ќе се одрази во следниот значи фактички рецесија, затоа што на некој начин овој bear market според она што гледаме веќе завршен, доколку немаме Black Swan евенти, така да тоа е некоја од оние да речем тези кои што јас ги имам во однос со следниот период. Доколку тоа се случи, значи можеби и ова брзање со законодавството кое што моментално го гледаме на глобално ниво во сите овие држави е дел и причина која што на некој начин би им овозможила на овие големи капитални организации да имаат каде да го сместат својот капитал, доколку веќе целата криптосфера е регулирана. Знаете и сами дека овие големи играчи нема шанси да дојдат во нерегулирана средина, во нерегулирана индустрија, така да затоа и мене кога ме прашувате, она што моментално го очекуваме со регулацијата на пазарот е добре дојдено од моја страна, иако регулацијата не очекувам да ќе биде веднаш крипто френдли, но во секој случај значи ќе донесе на некој начин шанса за овие големи играчи и институции да може да влезат на пазарот. Почнувајќи од она што ви го покажав пред само некој ден, се извинувам, каде BlackRock најави влегување на биткоин пазарот и додавање на биткоин во неговото портфолио. Исто и ова е на некој начин интересна проекција за тоа како се очекува GDP да се движи во текот на 2022, 2023, 2024. Значи затоа и велам дека станува збор за рецесија. Генерално досега барем на годишно ниво GDP на USA, на Обединетите американски држави се движи нагоре со така речено од 1 до 2% на годишно ниво просечен раст на GDP. Со тоа што гледаме дека од 2022 година па надолу се очекува намалување на овој GDP, значи не зголемување, затоа и се зборува за глобална рецесија. Значи гледаме дека во оваа ситуација се очекува истиот да се намали од практично 3% надолу до па под 3% во однос на неговиот раст. Што значи дека официјално се очекува да немаме толку добар развој на наредните неколку години со оглед на фактот дека излегуваме од голема криза, вклучувајќи пандемијата, моменталните војни како што е она во Украина и слично. Така да ќе кажам уште еднаш, ова мораме да видиме како ќе се одрази на криптопазарите, а за тоа мораме да бидеме дел од нив. Така да поради оваа причина единствено што можеме да правиме е да продолжиме да анализираме и да видиме како рецесијата ќе се одрази на криптото, затоа што ние сме пионири. Пред нас никој во крипто секторот не поминал преку рецесија. Ова ќе биде прва ситуација и мораме да видиме како криптопазарот ќе се покаже и дали истиот ќе биде алтернатива која што би добила памп за време на рецесијата на традиционалните пазари или пак ќе дојде до дополнителен пат на сите овие пазари или движење хоризонтално со оглед на фактот дека е рецесија, но во секој случај мене ако ме прашувате како долгорочен инвеститор во овој пазар, двете опции ги гледам позитивно затоа што првата, значи доколку добиеме памп, тоа ќе биде добро затоа што ние веќе сме добро алоцирани на пазарот и ако добиеме памп во текот на овој период од рецесија, например 2023-2024, тоа само добро ќе се одрази за нас затоа што уште толку посилен ќе добиеме bull market. Обратно, доколку добиеме рецесија како традиционалните пазари, мене нема да ми смета со оглед на фактот дека цената на биткоини понатаму ќе продолжи или да се држи на исто ниво и ќе ми даде повеќе шанса да акумулирам од сите оние средства кои што сакам да ги имам во портфолиото, или пак обратно од сето тоа, значи ако падне, само уште поголема шанса ќе ми даде да акумулирам од големите средства како Ethereum и Bitcoin, можеби ќе освртам моето портфолио да биде малку повторно рестриктивно, но тоа не го менува фактот дека таквата рецесија само може да го зголеми моето портфолио. Затоа што јас верувам во овој пазар долгорочно и сигурно ќе останам во него без разлика што ја се случи со традиционалните пазари. Тоа е она што го имам да го кажам за рецесија и крипто, останува да видиме како сето тоа ќе се движи понатаму. Сега, традиционалните пазари, значи само на кратко ќе видиме што се случува со истите, со оглед на фактот дека имаме поместување и во нив, значи имаме доста на некој начин нагорно движење, се уште се движиме во истиот канал, значи на некој начин Nasdaq и S&P 500 се слични анализи, затоа и ние ги правиме на двата индекси, само моментално не знам зашто се уште не е на неделно ниво, ако не се лажеме. Само да ви покажам, значи Nasdaq и S&P 500 се гледате. Значи слични анализи со оглед на фактот дека и двата се во надолен канал, со тоа што само Nasdaq е малку полош во однос на моменталните резултати, имаме поголем пат кај него, додека S&P 500 затоа што е нели cherry on top, значи тој е тој да речем индекс кој што покажува каква е економијата моментално во Америка.
Значи, поради оваа причина, затоа го земаме S&P 500 како представител на традиционалните пазари. Значи, гледаме дека се уште се наоѓаме во овој канал, со тоа што имаме повторно обид за кршење на истиот на нагорна линија, значи се држиме на 38,2% од Фибоначи секвенцата, која што имаме од претходниот бер во 2019-2020 година пандемијата до врвот кој што го постигнавме во 2021 декември. Значи, се уште од оваа Фибоначи се движиме на 38,2, а направивме корекција до 50%. Со тоа што кога навистина се случи рецесија, како што го очекуваат, јас очекувам цената и понатаму да продолжи да се движи во овој канал, како што можеме да видиме надолу, со тоа што се уште прави ритест на горната граница на овој канал. Така да, мене ако ме прашувате, значи со оглед на фактот дека навистина имаме најава за рецесија, многу малку од инвеститорите би се дрзнале да одат наспроти сите овие проекции и да инвестираат во овој дел од пазарот. Така да затоа и верувам дека овој канал ќе продолжи да ја на некој начин диригира цената на S&P 500, останува да видиме, но како и да е, нашата проекција се уште останува иста, дека дури да се случи рецесија во текот на 2023-2024 година, само повторно ќе ја врати оваа цена надолу до горната граница на овој канал по кој што истата се движи во многу долг период, значи од 2009 година имаме движење на цената на овој индекс директно во и над овој канал, така да ритест на истиот јас мислам најмалку што може да направи цената пред да продолжи да се движи нагоре во следниот бул маркет. Затоа и ако падне повторно цената со оглед на фактот дека очекуваме рецесија, би очекувал да се придвижи во овој канал до 50% од Фибоначи секвенцата на претходниот бул маркет, како и до горната граница, барем до горната граница на овој канал. Но гледаме дека 50% е најлогично место со оглед на фактот дека истата е најблиску до претходниот врв кој што го има постигнат во 2020 година пред пандемијата, така да тоа било некоја логична средина на поддршка која што би ја имале доколку цената продолжи да се движи надолу, но во оваа ситуација гледаме дека имаме движење нагоре со оглед на фактот дека има доста позитивни вести на пазарот, но како и да е, оваа корекција е нормална кога станува збор за канал, гледате дека такви корекции имаме и на едната и на другата страна, во која што постојано се тестираат горната и долната граница на овој канал, иако знаеме дека ваквата формација, значи надолно паѓање на канал, во 70 и повеќе 70% од случаевите ќе се скрши нагоре. Тоа исто, значи, е фактички на некој начин предскажуваш дека следниот бул маркет ќе започне кога конечно ќе успееме да се скршиме надвор од оваа формација, да се коригираме, да направиме успешен ритест, најчесто тоа се случува, и придвижување нагоре тоа би било на некој начин потврдата на завршување на бер маркетот на традиционалните пазари, но јас мислам дека сме се уште далеку од истото. Тоа е генерално што имам да кажам за традиционалните пазари, иако можеби ова е оверсимплификација, со оглед на фактот дека има доста работи кои што може да се анализираат, но овој канал не е за традиционални пазари, ги земаме превид само поради тоа што истите се битни за генералната техничка анализа на биткоин и на криптопазарите. Затоа и мислам дека е сосема доволно она што моментално го покажавме. Сега, значи, нормално, одиме на следната точка, а тоа е макропоглед на циклусот на биткоин. Значи, да напоменеме уште еднаш. Во однос на макроциклусот ние се наоѓаме на одличен тренд. Зошто го кажувам тоа? До сега ништо немало ваков точен циклус. Значи, доколку ги земеме циклусите, односно моментите на халвин, кои што се на секои 4 години, нели, со плюс-минус неколку денови, со оглед на фактот дека нели се поместува постојано, значи со оглед на тоа да има побрзо произведување или поволно произведување на блокови, значи до сега како што можеме да видиме, значи точно како часовник во еден месец маржа плюс и минус добиваме дно и врв на овие циклуси. Значи од првото дно до второто дно 47 недели, од второто дно до третото дно повторно 47 недели, затоа што се уште немаме ново. И ако не добиеме ново дно, и ако немаме да речеме некој Black Swan event, сега за сега значи целосно е запазена оваа циклусна фаза на биткоин, исто како што и со врвовите. Значи прв врв до втор 35 недели, втор врв до трет 35 недели. Значи гледаме дека буквално 4 годишниот циклус постојано е овде и постојано се движи исто како претходно. Ова е фактички од дното до врвот, се извинувам. Значи од првото дно до првиот врв 35 недели, од второто дно до вториот врв 35 недели. Се извинувам, моја грешка, но како и да е. Значи гледаме дека досега буквално онај 4 годишен циклус кој што моментално ни го дава биткоин е целосно запазен. Со тоа, ако тоа моментално се случи, ние фактички веќе сме го утврдиле дното,
а има уште некои интересни индикатори кои што наспроти оние индикатори кои што ги имаме ние, веќе покажуваат дека дното е на некој начин остварено. Ќе поразговараме за нив на крајот од нашето видео. Сега, би сакал само уште еднаш да се навратам на она што многу луѓето беа исплашени на 12 месеци, каде што моментално имавме ситуација во која што многу луѓето се исплашија, што понатаму со оглед на фактот дека, нели, 12 месеци имаме engulfing candle. Тоа беше уствари страва. Значи, да се разбереме на работа. И да имаме engulfing candle во оваа ситуација, значи истата моментално се придвижува точно до она ниво кое што претходно представува ниво на кое што ги имаме овие две свеки. Значи, тоа е уствари без blow off top во 2017 година. Официјално ова е фактички телото на свеките кое што моментално представува ниво до кое што очекуваме да се коригира, доколку се коригира надолу, ако се сеќавате. Тоа беше нашето најцрно сценарио, да цената се врати негде околу 13.800 и ако се врати на месечно ниво, каде што е многу појасно тоа што го гледаме моментално на 12 месеци, значи гледате, тоа е она 13.800, 13.600 да речеме тоа ниво, каде што ги имаме телата на двете свеки од 2017 година, со неуспешен bull market, значи врв во 2019 година, каде што, гледате, дури овие свеки се пресечени на истото ниво, каде што веруваме дека ако имаме пат, највеќе би се одразил до ова ниво, кое што беше претходно фактички овдека представено од овие две битни точки, така да и да имаме ново дно, тоа не го менува фактот дека циклусот на халвин постојано се движи на истите временски интервали и дека и да имаме ново дно, тоа ќе биде само некој, да речем, невообичаен циклус на биткоин. Јас се уште до сега не сум имал причини да не се попрам на овој механизам кој што го гледаме овдека, затоа што истиот до сега постојано ни покажува соодветни информации. Тоа не значи дека ќе биде постојано ист, значи многу од работите се менуваат со оглед на фактот дека, како што кажеме, економијата е жива наука, но сега за сега овој циклус не ми дал причина да треба да се прилагодувам поинаку од оно што моментално го гледаме на пазарот. Затоа ќе напоменам уште еднаш, значи моменталниот циклус на биткоин халвингот се уште е сосема валиден од оно што моментално го гледаме на пазарот и немам причина да се сомневам во него. Гледате и сами дека моментално ги покажува точно сите оние информации кои што нели до сега биле представени во два претходни bull и bear маркети. Сега, тоа е во однос на макро циклусот на биткоин. Гледаме дека се уште е сосема се на место од она што го анализиравме во претходниот период. Техничка анализа на биткоин преку разни чартови и временски интервали. Зошто е тоа битно? Затоа што моментално имаме некои да речеме индикатори кои што конечно можеби ќе се свртат во наша полза, доколку ова продолжи понатаму да биде некој мини бул интервал кој што го гледаме, а првата од тоа би било на месечно ниво, конечно MACD да се сврти зелен, односно да добиеме локално дно. Значи кога еден месец би завршил со зелена точка овде, ние би добиле локално дно кое што ќе ни каже дека од овој момент па нагоре се очекува да добиеме bull market, со оглед на фактот дека досега ниту еднаш не сме го добиле тоа во целиот биткоин market cycle движење на месечно ниво. Тоа би било многу голем знак. Значи гледате, сите претходни ситуации во кои што сме добиле вакво локално дно, многу слично на самиот DXY индекс, значи буквално сме пошрале во следниот bull market. Еве и овдека, чисто да видите, значи ќе го зголемам моментално за да видите како тоа изгледа во претходниот циклус. Значи секогаш кога конечно сме утврдиле локално дно, значи овдека гледате колку потребно било. Значи од моментот кога сме добиле локално дно, до конечно пресвртување на market cipher, на самиот MACD, значи биле потребни 1, 2, 3, 4, 5 месеци за конечно да добиеме пресврт во MACD во нагорна линија. Така да имајте го тоа предвид, ваквиот знак ќе биде еден од најбитните за да знаеме дека конечно сме влегле во следниот bull market, но затоа, значи гледайте, таму веќе 5 месеци ќе сте биле касно ако сте чекале само на еден индикатор. Затоа мора да се имаме повеќе индикатори и да правиме DCA со цел да се приближиме што можеме повеќе до потенцијалното дно на еден биткоин циклус. Така да имајте го тоа предвид, тоа е начинот на кој што најдобро се прави со цел да не го пропуштите дното. Тоа моментално го правиме и ние, затоа не земаме еден индикатор нормално. Сега, следно што можеме да видиме дека и VWAP постепено се движи нагоре, гледаме дека имаме инфлоу на пари. Значи, за прв пат во целата историја на биткоин конечно добивме црвен во само краток период, црвен outflow фактички скоро на нула, за конечно да се вратиме нагоре, со тоа што моментално имаме блага корекција како на инфлоу на пари, така и на сток RSI и VWAP само што не пробил над нулата.
Тоа не значи дека ова е крај на bear маркетот, значи ќе напоменам уште еднаш, било каков тип на Black Swan евент може да ги продолжи овие движења надолу, како што се сеќавате, значи пред само не еден месец или месец и пол, беше ситуацијата во која што имавме момент каде што само што не пробивме на позитивна страна на MACD, но тоа не се случи и продолживме надолу да се движиме, тоа е овој црвен период во движењето на биткоин. Така да, значи затоа бидете предпазливи, значи и претходно бевме во истата оваа ситуација, само што не сме прекршиле, за тоа да престане поради FTX и неговиот пат. Значи тоа би било една од најголемите причини кои што би можеле да предизвикаат пат во оваа ситуација. Сега да се вратиме на неделно ниво. Значи на неделно ниво што можеме да видиме, се наоѓаме на долната граница на Болинџер бендот и доаѓаме до постепено стеснување. Знаете и сами кога ќе дојде до стеснување, најчесто имаме придвижување многу големо на цената во една или друга насока. Само да ви покажам како тоа изгледа. Значи гледате, кога имаме тесен канал, можеме да очекуваме придвижување големо во една или во друга насока, а моментално се повеќе и повеќе Болинџер бендот се стеснува. Сега што друго можеме да погледнеме? Значи прво и најбитно е тоа што моментално се движиме нагоре кон ритест на претходниот лоу кој што го имавме со Terra Luna колапсот. Така да овој ритест е еден од најбитните кои што моментално мораме да ги поминеме пред да можеме да разговараме за повторно движење нагоре на биткоин цената, со тоа што овој ритест потоа доаѓа директно до горната граница на овој канал во кој што се движиме, кој што е многу појасен доколку се придвижиме на дневно ниво, но пред тоа само да погледнеме што се случува на Market Cipher. На Market Cipher повторно, че гледате дека самиот MACD ни покажува солидно движење нагоре, оваа корекција беше завршена. Добивме корекција надолу повторно и сега веќе имаме солидно движење нагоре на истата, каде што значи базичната и сигналната линија се доста раздалечени. Значи RSI е на многу добро ниво со оглед на фактот дека се наоѓаме само на ниво од моментално околу 37-38 поени. Значи имаме уште многу пред да дојдеме до прекупен. 100 RSI само што го ретестира моментално нивото на 50, истиот има многу голем период за движење нагоре, со оглед на фактот дека истиот знаете дека некогаш може да дојде и до 100, така да, значи RSI и 100 RSI ни даваат солиден простор за движење нагоре. Гледаме дека инфлоу на пари на неделно ниво почнува да биде позитивен и VWAP се движи нагоре. Сега, повторно, се тоа може многу лесно да биде скршено со Black Swan event. Морам тоа да го напоменувам постојано, затоа што колку и да добра техничката анализа, ние мораме да бидеме реалистични и да очекуваме да се случи нешто што моментално се најавува постојано, како што е ситуацијата со значи Гери Силберт и DCG, како и Mt. Gox и одливот на биткоини на пазар. Значи секогаш имајте во тоа предвид, иако моментално се е позитивно, јас навистина позитивно гледам на пазарот, но се уште имам соодветна количина на пари настрана во случај да се случи ова што моментално го најавува. И VWAP моментално ни покажува дека конечно овдека на ова ниво од 17.000 до да речем 15.000, 16.000 е буквално на некој начин успеа да се одржи цената на биткоин со оглед на фактот дека во целиот овој период од 26.000 и падот на Terra Luna колапсот имаме, значи гледаме во оваа ситуација најголема трговија во овој период, односно имаме доста големо купување и затоа гледаме дека цената доста добро се одразува на VPVR и истиот ќе биде солидна поддршка доколку цената се коригира надолу повторно до тоа ниво и на дневно ниво. Значи во оваа ситуација гледаме дека станува збор за ова триаголник формација која што моментално ја ретестираме на горната страна. Значи знаете и сами на 4 часа имавме буквално оваа head and shoulders формација која што видовте во текот на вчерашниот ден. Значи ако погледнеме само момент, некои технички проблеми мали. Ако погледнеме на 4 часа, она што моментално го видовме, за да можеме да видиме како тоа се одразува во оваа формација. Значи на 4 часа е многу појасен овој пробив кој што го имавме овде, затоа што моментално имаме оваа тренд линија на која што имаме рамо, глава, уште едно рамо, чие што практично можеме да видиме дека цел е буквално од дното на оваа глава до моментално врвот каде што имавме пробив, кој што моментално го добивме. Така да оваа формација е реализирана, можеме моментално да ја избришеме и моментално се наоѓаме точно на горната граница на овој триаголник кој што е многу појасен на дневно ниво. Сега, тоа е интересното дека се наоѓаме пред одлучувачки моменти. Значи како што можеме да видиме на
на овој дел овдека, значи прво се наоѓаме на горниот тренд линија од овој триаголник, која што пробив би значил и многу позитивна, да речем на некој начин, шанса за самиот криптопазар, но гледаме дека ваквиот пробив нема да биде само горната граница на триаголникот, туку ќе биде исто така и оваа тренд линија која што е поставена уште од падот на тералу на колапсот во јуни 2022 година. Така да затоа и велам дека ова е многу значаен момент во крипто секторот, затоа што ова е ритест на претходниот лоу на целиот крипто пазар во 2022 година во јуни. Сега, проблемот е што не се само тие работи. Значи, ова е само каде се наоѓаме на еден чарт, додека на другиот чарт гледаме дека истата оваа ситуација која што моментално ја гледаме овде, значи не е само тералу на колапсот. Значи гледате, значи над сето ова имаме еден куп пречки кои што моментално се многу битни да бидат пробиени со цел да можеме да влеземе во следниот бул маркет. Значи гледате, на дневно ниво имате терало на колапсот, кое што е на месечно ниво, имате горна граница на овој триаголник, кое што знаеме и сами дека во оваа ситуација со оглед на фактот дека врвот на овој триаголник не е баш одреден дали е нагорен или надолу, не можеме да знаеме со сигурност каде, значи колку повеќе врвот е надолу, толку поголема шансата да пробие цената нагоре и обратно. Колку повеќе врвот е нагоре, толку поголема шансата да пробие надолу. Но во оваа ситуација не можеме да бидеме сигурни со оглед на фактот дека врвот не е на некој начин неодреден и цената горе-доле се движи доста хоризонтално. Така да, позитивни вести, да речем утре, во текот на откривањето на CPI и кор инфлацијата, може многу добро да одиграат во оваа ситуација, затоа што ако успееме да пробиеме над претходниот лоу кој што го имаме со тералу на колапсот, тоа би било многу позитивна работа во овој сегмент од крипто секторот, што ќе не доведе до, значи ако поминеме ова ниво, значи само да го обележим овде за да не биде појасно, значи ако го поминеме ова ниво, значи ние фактички влегуваме во следниот сегмент што е ритест на 300 неделната средна вредност и bull market support бендот, што уствари претходно го тестиравме последен пат во октомври, крајот на октомври 2022 година. Така да, тоа би било следните неколку нивоа кои што ќе мораме да ги достигнеме и пробиеме со цел да влеземе во следниот bull market, што јас верувам дека се уште не сме соодветно припремени за сето тоа, но тоа е оно што го кажувам постојано. Гледајте, значи затварањето на овој сегмент овде, значи bull market support бендот, како и оваа линија која што моментално ја имаме на 300 неделната средна вредност, буквално ја носат цената на биткоин до одлучувачки триаголник во кој што ќе мора да се знае што понатаму, а гледате, значи колку само моментално пречки имаме нагоре. Имаме bull market support band, имаме 300 неделната средна вредност, го имаме претходниот лоу кој што претходно е поддршка, а сега е практично отпор на цената. Значи гледате колку само моментално имаме елементи кои што ја држат оваа цена во оваа формација моментално да не може да ја пробие нагоре, но имаме и позитивни работи кои што моментално помагаат на цената. Прво е оваа тренд линија која што ја утврдивме уште пред неколку, ако се сеќавате, денови, мисля пред неколку недели кога го правевме ова анализирање, нели од Бобан Досев, благодарам уште еднаш, че оваа тренд линија од претходниот blow off top на 2017 година го определува претходното дно, колапсот на COVID и сега моментално представува поддршка на цената која што успеа да ја задржи. Че гледате колку прецизно успеа да ја задржи цената на биткоин во овој сегмент, оваа тренд линија, така да затоа и реков дека овој триаголник овде е одлучувачки во наредните неколку недели каде што ќе знаеме точно дали ќе успееме да пробиеме над bull market support бендот или пак ќе направиме втора корекција надолу, но дополнително имаме уште една интересна работа, а тоа е ова bullish divergence, која што имаме со падот, значи утврдување на дно и пониско дно, а во исто време утврдување на дно и следно повисоко дно на RSI. Така да ова е макро индикација за промена на трендот која што имаме во целиот овој сегмент и затоа верувам дека ова може позитивно да се одрази на целата оваа ситуација, останува да видиме дали тоа ќе биде така, но останатите индикатори ни покажуваат дека можеме да очекуваме доста позитивен исход од ова. Сепак, значи не е само техничката анализа, мораме да земеме во предвид и фундаменталната анализа и ќе напоменем уште еднаш. Техничката анализа ни покажува дека постепено веќе добиваме доста добра на некој начин стабилен инфлоу на пари
и соодветен интерес во крипто секторот, за да можеме постепено да се придвижиме кон следниот bull market, но во исто време мораме да ги земеме во предвид најавите за рецесија, мораме да ги земеме во предвид Black Swan евентите кои што потенцијално може да се случат, и поради овие причини не можеме само да се попреме на техничка анализа. Но ќе повторам уште еднаш, техничката анализа доста позитивно изгледа во оваа ситуација, така да ако мене ме прашувате во овој период, значи имаме многу на некој начин повеќе позитивни работи во крипто секторот, отколку негативни од технички аспект. Сега, во однос на Wyckoff акумулацијата, значи гледаме дека моментално овој сегмент кој што гледаме овдека, пробивањето на овој триаголник нагоре, заедно со пробивањето од овој триаголник и дното на Terra Luna колапсот, значи автоматски би се одразил и во Wyckoff акумулацијата со пробивање, значи фактички гледате, претходниот Terra Luna low ни е на некој начин почетокот на долниот рейндж на акумулационата зона на Wyckoff акумулацијата, што пробивање на истиот над bull market support band и 300 неделна средна вредност би значило потврдување на оваа акумулација и повторно ритест на истата и придвижување нагоре во последниот дел, а тоа е фаза D, и излегување од истата во следниот bull market. Повторно рековме дека тоа може да се придвижи неколку недели, че тоа не ќе ќе биде веднаш, може тоа да се одложи и за месец, не само недели, но очекуваме дека ова, значи јас се уште очекувам дека има логика оваа формација да се одрази како вистината и на вистина да имаме Wyckoff акумулација која што ќе се одрази со следен bull market. Но ќе напоменем уште еднаш, не брзајте, значи некогаш како што можеме да видиме од претходните искуства, на пример 2013 година, за формирање на дно потребни се и неколку месеци пред да се придвижиме нагоре, што може да биде случајот и во оваа ситуација. Затоа јас се уште имам 20% од моето портфолио и нормално се повеќе додавам од постојаните приходи кои што ги имам на страна со цел да можам да дофинансирам во овие потенцијални следни корекции доколку ги има. Но пак ќе напоменам, значи се наоѓаме во многу добар сегмент, јас мислам дека се наоѓаме во апсолутното дно на овој bear market. Технички кажано, мораме да видиме дали тоа ќе се потврди со самата фундаментална анализа, која што следиме многу повеќе од техничката поради овие причини, со оглед на фактор дека имаме на вистина многу фактори кои што може да предизвикаат, значи придвижување во надолна насока повторно. Сега, каналот кој што постојано го следиме, сакам исто така да ви го покажам, моментално гледаме дека многу слично на оној циклус од 2015 година, односно bear маркетот после 2013 година blow off top, значи многу слично на тоа ние и оваа ситуација каде што имаме 3 свеќи надвор од овој канал, за потоа да се вратиме повторно внатре во следниот bull market. Може да се случи да биде истата ситуација, гледаме дека за сега е доста слично оно што го гледаме, и во оваа ситуација гледаме дека таквиот последен сегмент од дното ни е буквално представено од 3 свеќи. Затоа и реков дека не можеме да очекуваме дека со една свеќа и тоа утврдивме дно и знаеме дека се наоѓаме нагоре. Значи гледате дека и во оваа ситуација следната свеќа за враќање во овој канал значила и пробивање на bull market support бендот и истата да биде негова поддршка во следниот bull market. Затоа и велам, пробивање на bull market support бендот е една од основните индикатори кои што ќе ни покаже дека конечно се наоѓаме во следен bull market. Имајте го тоа во предвид, тоа е многу битна работа и овдека на овој канал можеби многу поедноставно се гледа целата оваа приказна која што очекуваме за следниот bull market. Сега, ќе погледнеме неколку други индикатори пред да дојдеме до последниот дел, односно помошните чартови и овие 3 нови индикатори кои што се многу интересни, сакам да ви ги покажам. Значи, до сега ги помираме сите овие точки од моменталната анализа која што правиме денес. Значи, како и вообичаено, сакам да ви го покажам CBBI индикаторот, кој што според оно што го гледаме, изгледа дека, значи според како изгледаат претходните дна, мислам дека голема веројатност дека до сегашната техничка анализа ни покажува ова што го гледаме на CBBI е вистина, односно моментот кога дојдовме до вредност од 2, тоа беше негде во ноември, значи гледате неколку пати, 2 пати дојдовме до вредност од 2, на 14 и на 26 ноември, дека тоа беше уствари и тоа е колапсот на FTX. Дека тоа беше и самиот крај на овој bear market, затоа што тоа беше голем колапс и тоа беше на некој начин последниот клин на овој bear market, но CBBI до сега гледаме дека во неколку наврати доста точно го определил дното на биткоин, дури и да не сме се наоѓаме многу блиску до истото, што може да ни покаже дека уште еден колапс може само да ни даде поголема шанса да купиме уште нешто пред да се придвижиме нагоре. Така да, имајте го тоа во предвид.
Сега, во однос на биткоин халвинг, како и секогаш ќе оставам ова на крај, затоа што не е на некој начин нешто што секогаш сакам да се одјавам со него. Биткоин сентимент, значи само момент да се реализира истиот. Гледаме дека моментално паѓа, но повторно. Ваквата популарност, повторно ти кажам, не е поради тоа што луѓето очекуваат да влеземе во следен бул маркет, че ваквата популарност, односно ваквиот висок сентимент, затоа што ако се сеќавате во најдлабоките делови, пред да дојдеме до ситуација на FTX колапс, значи гледајте, скорот беше 0.13, 0.9, значи гледајте, дури и до минимални 0.05. За да стигнеме до 0.4, тоа е негде половина од максималниот сентимент кој што сме го добиле во за биткоин како да речем криптотопик на овие извори кои што моментално ги гледате овдека. Така да поради оваа причина јас повторно верувам дека е поради ситуацијата за тоа дека треба да се регулира крипто, дека FTX е проблем, дека како можеле тоа да го дозволат. Знаете, оно офкање заради тоа што традиционалните пазари не успеале да го предвидат, а значи нема некој што не предвидува дека централизираните менувачници се главниот проблем на крипто секторот. Значи ги има и потребни се, нема тука муавет, но истите може да станат децентрализирани. Uniswap и останатите како такви функционираат сосема нормално, без при тоа да има потреба од некој човечки фактор да треба да одлучува како ќе се работи на самата менувачница, затоа што менувачницата треба да биде едноставно простор каде што еден човек продава, а друг човек купува и никој нема пристап до овие коини и токени, освен тие двајца кои што ги разменуваат. Но за жал, моментално централизираните менувачници, односно CeFi во крипто, се оние кои што контролираат голем дел од крипто, да речем, капиталов, затоа што ние го дозволуваме тоа. Тоа е жалниот момент и се надевам дека конечно ќе ја научиме таа, да речем, лекција и дека ќе ги користиме само како онлайн и офлайн рамп, а главниот капитал ќе го чуваме за нас, затоа што тоа е поентата на крипто. Ако се вратиме повторно да менувачниците бидат новите банки, ние ништо не сме смениле. Ние само сме замениле еден систем со друг, само што е малку по дигитално напред. Иначе генерално ние буквално сме ги заменили банките со менувачниците. Така да не сме направиле ништо добро и ништо ново. Имајте го тоа во предвид. Сега, ова се следните работи кои што сакам да ви ги покажам. Тоа се неколку индикатори кои што досега не сме ги работеле, но се доста интересни. Сега, ова Bitcoin Profitable Days ви покажува дека толку сте инвестирале во биткоин во било кој период, значи ќе сте биле 83,9% од времето во профит. Што сака да каже овој чат? Значи, единствено луѓе кои што се уште не се во профит, се луѓето кои што инвестирале после 11 декември 2020 година. Значи, тоа значи дека само ако сте инвестирале после 11 декември 2020 година, односно тоа е почетокот на тој bull market, вие ќе сте биле во загуба. Значи, во било кој период пред декември 2020 година, вие ќе сте биле во профит и се уште сте во профит. Значи, ниту едно вакво средство, јас мислам дека не може толку добро да се пофали со ваков тип на профит, со оглед на фактот дека од почетокот па наваке, само оние кои што инвестирале пред претходниот bull market се во загуба. Значи, дури и овие луѓе кои што купиле на апсолутниот врв се така речено во профит. Нели, може би со исклучок на неколку овие последни ваму на врвов. Но генерално, дури и луѓето кои што не успеале да продадат, значи купиле во претходниот врв и да не продале во претходниот bull market, они се уште ќе бидат во профит. Што ако мене ја прашувате е доста добра работа и покажува дека генерално на глобално ниво биткоин се покажува како средство кое што се повеќе и повеќе и понатаму ќе расте. Само ви покажувам значи каква е генералната слика за профитабилност на ова капитално добро. Значи го покажувам Bitcoin Rainbow чартот кој што е практично своевидна значи манифестација на Фибоначи секвенцата, каде што се уште се наоѓаме на самото дно одма под значи самиот Rainbow chart, гледате овде, со тоа што во оваа ситуација, значи ние буквално имаме, значи дури овде многу интересно го направиле тоа. Значи кога ќе дојдете до плавиот момент, значи во зелениот момент вели купете, а во плавиот вели fire sale, значи нема поевтина цена. Значи тоа е доста интересно со оглед на фактот дека досега Rainbow chart-от, како што може видите и сами, доста добро се покажал во претходните циклуси и можеме да видиме дека многу добро ги одредува претходните дна. Иако може би не точно, но она е тоа што јас ви го кажувам. Значи Rainbow chart-от е на некој начин реинкарнација на DCA во циклусот на биткоин. Затоа што истиот е практично поставен на non-bubble data, значи буквално преку овие цени кои што ги имаме само во делот каде што нема blow off top, се одредува неговата корекција наваке
и на тој начин можеме да видиме дека точно како го, значи сега повторно, јас пак ќе кажам, че ова е некој кој што знае да програмира во делот на наречен на Bitcoin, на TradingView, значи во овој дел овдека, во Pine едиторот, значи треба да знаете како да го направите тоа, јас навистина не знам. И ево, Pine едиторот фактички вие треба да знаете како да ги коригирате овие вредности кога станува збор за одреден индикатор, што јас не знам да го направам, но е добро кога некој го има ова направено бесплатно да може да го следиме. Така да во оваа ситуација со прилагодување на Фибоначи секвенцата и нивните нивоа, можеме да видиме дека се наоѓаме буквално под најниското ниво на Фибоначи, каде што би било одлична ситуација за купување на биткоин. Затоа и имаме моментално во следните три индикатора нешто што досега не е многу ретко е видено. Сега, следните три индикатори, значи прво ќе го отвориме ова за да можам да ја покажам. Значи првиот не е the Puel multiple, која што значи биткоин цена преку работата на мајнерите. Односно, овдека се зема во предвид, значи чисто го имам овде како дефиниција за да не морам да харикирам, туку директно ќе кажам точно што представува. Значи вели, the Puel multiple examines the fundamentals of mining profitability and the way they shape market cycles. It is calculated by taking a ratio of daily coin issuance and the 365 days moving average of daily coin issuance in USD. Значи вели вака. Моментално, значи преку профитабилноста на мајнерите, значи на кои што според нив фактички во однос на тоа во кој ден колку е профитабилноста која што има од ископаните биткоин коини, значи според тоа се добива оваа ситуација во која што се гледа, значи според нивната профитабилност дали се наоѓаме во долен дел од циклусот или во горен дел од циклусот. Значи нивната профитабилност на овој чарт е представена колку помалку се профитабилни, толку повеќе се приближуваат кон ова дно кое што досега неколку наврати успеало точно да ги определи циклусите на биткоин, односно неговото дно и неговиот врв. Значи колку е поскапо производството на биткоин во моментот кога го искупуваат, толку ова портокалова линија се движи горе кон ова црвено да речам поле, кое што ни покажува дека се наоѓаме многу блиску до прескап фактички, значи на некој начин доаѓа до средна вредност на тоа колку треба да биде цената на биткоинот кој што се купува во моментот. Нормално истиот постојано се прилагодува со оглед на фактот дека цената на биткоин постојано расте, но можеме да видиме во дадениот циклус дали истата треба да биде, значи дали е на некој начин преевтина или прескапа. Гледате. Значи, во оваа ситуација, секогаш кога ќе се најдеме во црвеново ниво, ние фактички се наоѓаме до многу блиску до врв на биткоин. Значи, гледате го ова. Ова е фактички врвот во 2011 година, иако овој не се рачуна како официјален биткоин врв, но истиот на почетокот го имаа добиено пред да добие мини циклус. Значи, ова е фактички првиот халвинг во 2012 година, со тоа што имаме овој дабл топ, кој што моментално два пати бил, гледате, значи два пати е точно определен со придвижување на портокаловата линија во црвеното поле, каде што ни покажува во два наврати дека биткоин е прескап, значи моментално премногу кошта во моментот кога истиот е произведен, за кога ќе добиеме апсолутно дно, значи во 2015 година, значи ова е дното кое што го добиваме, значи да истата се врати надоле во зеленото поле, каде што ни покажува дека биткоинот е преевтин, значи моментално за копање. Сега, да видиме што се случува понатаму. Значи, во следниот циклус, кога сме добиле повторно врв во 2017 година, повторно портокаловата линија се придвижила до средината на ова црвено поле, со тоа што пак ќе напоменам. Не заборавајте дека се повеќе и повеќе цената на биткоин расте, затоа и гледате дека портокаловата линија постепено се намалува, значи гледате дека имаме своевидно формирање на тренд линија надолу, но ваквата тренд линија моментално која што ја гледаме, иако е надвор од црвеното поле, повторно ни кажува дека се наоѓаме на некој начин во период, како што е во овој период, на прескапо фактички произведување на биткоин. И нормално, секогаш кога ќе се најдеме во зеленото поле, значи дното во 2018 година, дури и второто дно со колапсот во COVID пандемијата, и ова дно моментално, гледате, значи дури во овој период, да речем, највеќе се наоѓаме во ова поле, каде што моментално е преевтино да се произведе биткоин. Значи не е ефтино да го произведете, туку едноставно произведувањето не ви носи профит, тоа сака да каже. Додека овдека ви носи максимален профит, доколку сте мајнер. Така да во секој момент кога ќе се придвижиме во зеленото поле, ние официјално сме формирале дно на биткоин цената. Гледате.
Значи во секој момент, дури и овој неочекуван момент 2019 година, повторно не покажал овој индикатор дека се наоѓаме на дното на биткоин цената во тој циклус. Така да во оваа ситуација дури гледате колку подолго за разлика од останатите се задржала оваа вредност во зеленото поле. Така да Puel Multiple ни покажува дека според мајнерите се наоѓаме точно во дното на ваквиот циклус. Следното е MVRVZ биткоин цена преку споредба на просекот на цената на секој биткоин коин кога го напуштил последното портфолио. Значи, според дефиниција, затоа ги изведи дефинициите за да може да видите, the ratio that shows the difference between an asset's market cap and realized cap is called the MVRVZ score. The score also shows the standard deviation of all historical market data. Значи, овдека буквално ги зимало предвид и ново издадените коини, како и оние кои што се изгубени, но во превод. Вели, значи, овој скор is based on two values for Bitcoin. Its market value, price times total Bitcoin supply, and its realized value, what each coin was last sold for. The Z-score model can tell you when Bitcoin is trading below its price, a good buy, and when the price is entering a bubble territory, a good sell. Зошто е тоа така? Значи, овде ќе имате споредба на основната цена, која што ја добивате, нели, во корелација со маркет капот кој што го има и нели неговиот supply, и имате во оваа ситуација имате дури на врвенката за оние кои што сакаат нели да се позанимаваат со ова, и истото го споредувате со она standard deviation како што го кажува они. Значи во оваа ситуација фактички ги земате во предвид и последната цена по која што секој коин е продаден. Значи ова е доста сложен дел математички за објаснување, но на некој начин со овој вториот дел, значи не со стандардната цена, значи стандардната цена е многу едноставно да се оваа плава линија е уствари стандардната цена која што е просек. Значи она што моментално го зема, ако се сеќавате оној план B што го имавме stock to flow ratio, ова е средната цена која што моментално се значи со оглед на сите досегашни информации, значи од највисока до најниска, доколку се подели според денот во кој што имаме, фактички вие добивате средната цена на биткоин цената. Додека во оваа ситуација ја земате моменталната цена според маркет капот и ја споредувате со цената на секој коин во моментот кога бил продаден. Така да имате огромен број на информации кои што се сублимирани во да речам овој чарт, каде што секогаш кога има, чекате, колку повеќе биткоин се продава на висока цена, толку повеќе вие имате фактички представување на самиот врв. Иста ситуација. Црвеното поле ние кога биткоин се продава за премногу голема цена, која што е bubble territory, односно, нели, кога се очекува дека оној меор ќе пукне, така. И обратно, секогаш кога биткоин се продава за екстремно ниска цена, имате влегување во ова зелено поле, како што во оваа ситуација, значи, гледате овде, значи секогаш кога се продава за премногу ефтина цена, значи вие се наоѓате во апсолутно дно. Дури уште претходниот, значи во она кога се уште не сме ни биле во bull market или bear market, значи гледате колку точно го определува. Секогаш кога се наоѓаме на дно на биткоин циклусот, ние се наоѓаме и во зеленото поле за продажба на. И обратно, секогаш кога имаме bubble движење, каде што цената на биткоин се продава за екстремно енормни суми, вие фактички имате придржување на оваа портокалова вредност во црвеното поле и гледате дека и овој сегмент на некој начин доста точно определува дна и да речем врвови на циклусите на биткоин, со тоа што иста ситуација како што го покажавме во Puel Multiple, гледате како моментално како се зголемува цената, така се потешко доаѓа оваа црвена портокалова линија до црвеното поле. Исто и овде. Значи како се зголемува цената на биткоин, така се потешко и потешко доаѓа овој резултат до црвената зона. Затоа, например, и ова се некои од оние индикатори кои што мене ми излажаа да го промашам комплетно, значи иако јас дел од моето портфолио го алоцирав со оглед на фактот дека правев DCA, значи јас главно го промашив претходниот bull market буквално поради ова, затоа што ниту во еден момент, значи гледате и овдека не успеа да влезе фактички во црвеното поле оваа вредност. Но нормално, тоа е грешка која што нема да ја повториме, сега веќе ќе направиме многу по-соодветен DCA од моментот кога ќе се почнеме да се придржуваме во овој горниот сегмент, и ова се некои од оние кои што се уште не сме ви покажале, но сега веќе поредовно ќе ги користиме овие индикатори. Значи гледате, има многу индикатори. Ако гледате секој ден може да наоѓате се повеќе и повеќе кои што се појасно ви даваат каде се наоѓаме во овој сегмент.
И во оваа ситуација гледаме дека моментално според овој индикатор, како и Fuel Multiple, ни покажува дека цената моментално на биткоин по кој што се продава, значи секој коин, е екстремно ниска. Затоа што се наоѓаме на најниските вредности кои што сме ги имале претходно утврдени во дното во 2018-19, како и дното во 2015 година. Така да моментално се наоѓаме на доста ниско ниво, иако гледате дека понекогаш се случувало оваа вредност да пробие дури и под оваа нула вредност, но тоа не уменува фактот дека тоа само ќе ни овозможи уште подобро купување на ваков тип на нели добра, на капитал. И последната Air Hodl Ratio, значи да напоменеме точно што уствари представува истата. Значи Air Hodl тоа е биткоин цена преку споредба на краткорочни и долгорочни ходлери на овој коин. Значи ова е на некој начин дефиницијата, вели the realized hodl ratio is a market indicator that uses a ratio of the realized cap hodl waves. In particular, the Air Hodl ratio takes the ratio between the 1 week and the 1 to 2 year air cap hodl bands. In addition, it accounts for increased supply by weighing the ratio by the total market age. Сега, increased supply нормално со оглед на фактот дека постојано се додава нели нова количина на биткоин затоа што се уште не е измајнат, но главно дефиницијата ни покажува дека моментално имаме споредба на значи луѓето кои што го чуваат овој коин од една недела до 1 до 2 години. Значи ова се различни бендови во однос со тоа колку луѓе чуваат биткоин и сега во секој момент кога истите да речем се оттарасуваат на некој начин, го продаваат или го преместуваат биткоинот, фактички вие имате намалување и зголемување на сите овие бендови, со оглед на фактот дека имате различни бендови од една недела па до 1 до 2 години. Значи тоа се различен тип на ходлери кои што ни го даваат овој Air Hodl, односно за тоа дали се повеќе се чува или се повеќе се ослободуваат луѓето од овој асет, од овој капитален. Значи во оваа ситуација е иста како што може да видите и претходно. Секогаш кога портокаловата линија ќе падне во зеленото ниво, значи фактички имате подолго трајни чување на биткоин на сопственото портфолио, што кореспондира со луѓето кои што купуваат за нели инвестиција, и обратно кога ќе се најде во црвеното поле, значи имате луѓе кои што се пократко го чуваат биткоин затоа што оваа ситуација нормално луѓето го продаваат со оглед на фактот дека се во добар профит. Иста ситуација и овде. Значи гледате, точно определен врвот. В 2013 година кога имаме највисока вредност на продажба на биткоин, во 2000 и овдека е во 2017 година и тоа точно определен врвот. Со тоа што гледате дека повторно и во оваа ситуација, значи затоа што претходниот bull market не беше тоа што го очекувавме, значи многу од луѓето очекуваа придвижување барем до 100.000 и ова беше еден од оние кои што не ни покажа точна вредност, но ако ништо друго во оваа ситуација многу добро ни покажува дека се наоѓаме во ситуација во која што луѓето на долг период го чуваат биткоин, односно гледате дека се повеќе се подолго го чуваат фактички. Значи како се намалува оваа портокалова вредност, така се повеќе се зголемува периодот во кој што вие фактички сте чувале биткоин на вашето портфолио. Така да во оваа ситуација уште еднаш ни покажува како и во претходните 3 bear маркети дека се повеќе луѓето чуваат биткоин на долго ниво, што на некој начин го означува и самото дно на оваа цена на биткоин капитал. Сега, значи како што може видите и сами од овие 3 индикатори, иако може би не ни го представија претходниот врв многу добро, ова дно многу добро ни го представуваат и сите ни покажуваат дека се наоѓаме на одличен момент каде што би требало да купуваме и држиме криптовалути, иако може би не е исклучиво биткоин, тоа останува на вас нормално, значи ние не можеме да ви дадеме совет финансиски за тоа што треба да купите, но можеме да ви кажеме дека се повеќе од овие индикатори се вртат на булиш и ни покажуваат дека се наоѓаме на апсолутното дно. Пред да завршам, морам да напоменам уште еднаш дека имаме уште многу голем број на денови пред да дојдеме до следниот халвинг. Не го заборавајте тоа. И тоа би било на некој начин главниот двигател за следниот солиден памп на вашето портфолио. Тоа значи дека во предстојниот период, овие 470 денови, вие имате солидно време да научите, да се едуцирате, да истражите што сакате да инвестирате. Ние како канал сме овде да работиме заедно со вас. Гледате дека и заедницата се повеќе и повеќе гради заедно, се повеќе и повеќе луѓе ми праќаат информации и материјали кои што можам да ги споделам со сите нас, со цел сите да се позиционираме добро за следниот bull market. Значи, она стандардна македонска чути не кажи да ти го земат лебот, не пасува овдека со оглед на фактот дека на крајот од денот, значи имаме само 4% од
целата популација во светот кои што моментално поседуваат или работат со некаков тип на криптовалути, така да тоа треба само да ви покаже дека се наоѓаме на самиот почеток, дека никој на никого не му го зима лебот доколку споделиме информации едни со други и дека како заедница можеме многу подобро да се поставиме за следниот bull market. Јас барам помош од вас со цел да ја помогнеме на целата заедница и на секој од нас да се позиционираме одлично на следниот момент кога ќе дојде овој каунтер до нула, да бидеме многу добро спремни за оној bull market кој што доаѓа после овој каунтер. Така да имајте го тоа предвид, се уште сме рано, значи како во овој bull market, така и во целиот крипто пазар, ние се наоѓаме буквално на прагот на пионерството во оваа сфера и јас верувам дека со оглед на фактот дека имаме масовна адаптација која што само што не е дошло, значи гледате дека имате легислатива која што се развива низ сите земји во светот моментално, значи јас верувам дека се наоѓаме многу блиску до тој циклус кој што ќе смени се и кој што ќе биде историја која што ние ќе кажуваме нашите деца дека сме биле присутни кога крипто конечно го превземал како финансискиот, така и генерално светот со нејзината употреба, така да повторно ќе кажам. И да сум грешка и се тоа што сум го инвестирал моментално да отиде до нула, мене не би било криво, но би ми било многу покриво да сум знаел за ова, да сум можел да се едуцирам, да сум можел да инвестирам, а да сум го оставил и после тоа кога веќе е касно и кога се тоа ќе отиде до некои урнебесни цени нагоре, да ми биде на некој начин криво зашто не сум превземал соодветни чекори пред време. Така да ќе напоменам уште еднаш, јас лично го кажувам ова затоа што ова се мои мислења за тоа како инвестирам и зошто. Вие мора да направите ваши собствени, но ќе напоменам уште еднаш, значи јас верувам дека има многу полем ризик да изгубите огромна заработувачка со инвестирање некој минимален капитал кој што во моментот не ви е потребен, за разлика од тоа да ги промашите овие профити и некој друг да ги направи во ваше име, а вие да сте можеле тоа да го направите. Останува на вас, секој значи мора да располага со својот ризик на портфолиото, но ќе напоменам уште еднаш, размислете длабоко пред да одлучите што ќе направите во следниот период, затоа што ќе напоменам, значи може да се наоѓаме во once in a lifetime што велат, значи еднаш во живот шанса да направите ваков тип на профит кој што може не само вас, туку верувам и многу средни генерации да ситуираат доколку паметно инвестирате на овој пазар. Останува на вас, како и секогаш, ние сме овде каде да ви помогнеме со едукација. Благодарам, знам дека ова видео е малку подолго, но гледате дека имаше огромен број на информации кои што моравме да ги споделиме со вас, така да се надевам дека ви се допадна како и секогаш и се гледаме во следното видео. Имајте добар ден и поздрав од Криптогимиџија.